Првото прашање е за премиерот. На предлог на МОН, владата формира Совет за унапредување на образованието, со кој ќе председава премиерот, а во него ќе влезат министрите Шакири, Груби, Битичи и Фатмир Бесими. Мене не ми е јасно како може да се објави ваква вест, а понатаму да пишува дека покрај нив индивидуално во Советот ќе влезат и представници на сите релевантни образовни тела. По составот, мене ова не ми личи на Совет за унапредување на образованието, туку на Совет за уназадување на образованието, зашто не може во ваков Совет да седат министри што воопшто немаат никаква врска со образовниот процес, ниту пак, ако ги видиме, се разбира нивните референци, тие би требало да седат таму. Но, моето прашање до вас е, зарем не ја научивте за евата лекција, европска лекција, дадена од господинот Макрон и господјата Меркел, дека во тела за реформи, како што се судски реформи или други, не е добро да седат министри, ниту премиери. Значи, ме интересира како мислите наместо скок во место или Совет за уназадување, навистина да направите Совет за унапредување на образованието, бидејќи ние во катастрофална состојба. Второто прашање е за иницијаторот на оваа иницијатива, министерот за образование. Сведоци сме на сериозни обвиненија за опасна фамилиаризација, да не речам непотизам, на многу универзитети. Ке се согласите дека фамилиарните односи не се добар амбиент за надпревар и дека навистина треба да се проучи овој проблем. Имено во Законот за високо образование, во членот 125 став 6, се забранува сродство во права линија до било кој степен и во странична до 4 степен. Го слушам премиерот како довикува, нека го прочита Законот за високо образование, тамо има исклучоци, ве молам, отворете сега и прочитајте, ама не ве молам, не смеете, не. Кога ќе дојдам во влада, господине, овде сте вие кај мене, и да сте во друг парламент на столче ќе седите и ја не смеете да речете. Значи, има докази дека универзитетот е цел една фамилија. Тоа е, универзитетот бил електромашински, не тресете глупости, не величи. Значи, како ќе се справите со овој проблем? Третото прашање е за министерот за... Третото прашање е за министерот за животна средина и се однесува, е поврзано со моето претходно прашање. Минатиот пат прашав, што стана со Законот за климатска акција, кој што беше резултат на сериозна меѓународна студија, меѓутоа не го видовме. Сега, предпоставувам сите знаете, дека од 6 до 18 ноември во Египет ќе се одржи самитот за климатски промени. Мене ме интересира кој ќе биде главниот адут на нашето министерство во поглед на исполнувањето на задачите врзани за климатската акција. Минатиот пат одговорот беше дека во меѓувреме е донесена директива
ја спроверив, дури најразвиените членки на ЕУ велат дека тешко може оваа директива да се реализира, но дека она што ние мора да го направиме е врзано за Законот за климатска акција. Благодарам.